имаме барање до имотните односи уште на 27 јануари 2011 година. Тој предмет се уште не е решен, а за оваа време ќе направавме уште 30 еднособни станови, бидејќи тие се веќе ставени во урбанистички план и ќе ги изградавме без никој да ни помогне. Дури на еден состанок во Скопје, кога беше господинот Миле Спасов, министер за труд и социјална политика, тогаш му поставив тоа прашање, бидејќи јас бех скоро меѓу првите жени председателка на Сдружение на пензионери на извршен одбор и барав премиерот Груевски да дојде првата лопата после 40 години за изградба на станови на наши пензионери, што не им било решено стамбеното прашање, првата лопата да туре во Струмица. Но тоа не се случи. До ден денеска ова барање не е решено. Значи, вие од правни односи баравте локација каде што ќе подигнате на еден вид зграда или... Не локација. Се врше, нели, трансформација на имото и баравме за трансформирање дворното место што е тука околу зградата, нели, споминато на Република Македонија, требаше да се плати по 1 евро. Баравме и тогаш поднесовме барен уште 2011 година. Тај закон се донесе, мислам дека 2010 година, тоа да го фатиме, го ставивме за кога они направат ја трансформацијата, оплатиме ние по 1 евро, нели, квадратен метар и да можеме да градеме тука кај нас е во урбанистичкиот план влезено над салата тука што е за салата да се градат и тука имаме една празнина одзад. Еве тука кај нас. Тука се прават тие 30 еднособни станови. И тука сакавме да инвестираме, инаку што можеме да инвестираме, али без тие одобрења за нели не можеме да правиме. А тие ки инвестиравте ваши пари? Ние наши пари. И јас од кога сум дојдена тука имам уштедено 21 милион денари. И овие пари сакав тоа 30 стана, па оваа зграда 40 години е правена, од сегде веќе тече кровот, па да се направи и топла изолација, да се направи, нели, да биде тука убаво направено. Кога веќе ни е влезено тоа во урбанистички план за Сдруженијето на пензионери. И до сега ќе го изградавме, ако државните органи решават, исто како што решава во Република Македонија. Само за Струмица е тоа.